Почитувани представници на медиумите, добар ден. Вчера слушнавме каков ребаланс на државниот буџет подготвила владата и во врска со тоа ги даваме нашите првични оценки. Кратењето на буџетот е премало и голема е веројатноста до крајот на годината да има и втор ребаланс. Владата го скрати буџетот само за 76 милиони евра. Ако владата навистина сакаше да биде реална и да биде во посигурна зона, кратењето требаше да изнесува 212,8 милиони евра. Дури и во најоптимистичкото сценарио, кое е малку веројатно, кратењето ќе мораше да биде најмалку 115,1 милиони евра, што е точно за 50% повеќе од она што го направи владата. Очигледно е дека ребалансот на владата покажува дека таа повторно бега од соочување со стварноста. Според најавите, владата одлучила со ребалансот да скуси пари за сите проекти. Тоа е катастрофална порака која повторно покажува дека владата нема капацитет да одбере што е приоритетно, а што не е, и едноставно да се откаже од непродуктивните проекти. Во своето експозе во парламентот во декември минатата година, министерот Ставрески рече дека кризата е амбиент кој повикува на штедење, но дека треба да се знае каде да се штеди за во услови на криза да не се намалат продуктивните капитални инвестиции. За жал, нема ништо од тоа. Повторна жртва на кратењето во буџетот се токму капиталните инвестиции, бидејќи тие се кратат за повеќе од 5 милиарди денари или за речиси 1/4. Ова е само реприза на она што се случуваше во 2009 година, кога беше предвидено капиталните инвестиции да изнесуваат 29 милиарди денари, а на крајот на годината изнесуваат 13 милиарди денари или помалку од половина. Затоа граѓаните повеќе не и веруваат на владата кога на граѓаните им зборува за економијата. Сега се најавува замрзнување на платите на вработените во јавната администрација дури до септември 2012 година. Со тоа, за прв пат, владата свесно или несвесно испраќа порака дека нема да го исполни своето ветување за најавеното зголемување на платите на вработените во администрацијата. Со тоа се потврдува она што го укажуваше СДСМ, дека проблемот не е светската криза, туку дека владата со своите досегашни популистички мерки и потези презеде такви тековни обврски што сега тешко може да ги исполни. Конечно, владата е задоволна што со ребалансот дупката во буџетот ќе биде 2,5% од бруто домашниот производ. Порачувам, владата најпрви нека ги исполни сите своји обврски, нека им го плати она што им го должи на фирмите по основ неизвршен поврат на ДДВ, нека им плати на фирмите за стоките и услугите што тие веќе ги дали на државниот сектор, па дури после ќе видиме колкав е на вистина дефицитот во буџетот.